Таплиеш 100 леве, а? Шо правите, добри сте? Шеф, извини вака е негативно што почињам устартали, малце е лоша ситуација бе. Многу луѓе изгубија работа со корона, веќе мену зграда сите беа вработени, сега останавме само ние што сме државно бе шефе. Шо ќе правиме со луѓе? Многу е лошо. Како шо правиме? Потвараме ностоп креативни работни места, бе, не треба фабрики да отварам. Ќе речат после види го и ги копира овие пред него, фабрики отвара. Иновативни места, ома, од ништо пари правиме. Е, пази сега. Читай дали портали малце. Види Струмица што се дешава. Струмица, главен град на Македонија. Пази. Се джиткал пред коли за пари. Креативно! После кукат нема работа, како нема работа, еве ти работа. Ја ќе ти кажам, не им се работи, тоа е. Ома да се кукало. И свика ги таму зграда кај тебе на Кукен Совет, ќе доам ја таму, ќе направиме еден мини митинг, ќе земеме фотографки, ќе се сликаме по протоколи, демек таму, поштуваме протоколи, маски, ова, она, ќе правиме филм малце. Ќе им поделиме прижачници таму за джиткање пред коли, пред камиони, пред мотори, пред ова, пред она за осигурање, све ќе им даеме таму. Ќе ги обучиме луѓето. Јавете се во фонд за иновации, уклучете малце мозок, дигни телефон, не само да кукате овдека. Бате тоа, евате, за магариња пари даваат, за фризерски салони пари даваат по 200.000 евра таму, бе. Работат луѓето. Друго што имаме за денес? Шефе, од град Скопје имаме еден дечко, досега од преска сака да ве види на портирница. Што да правиме? Ајде нека влезе. Здраво дечки, како сте, шо правите, добри сте? Кај си бе ти? Зашо нема снег у Скопје бе? А нема деца каде ги извадиме се испотат малце да се разболат малце од снегот, топло ладно пневмонија малце да развијат се од корона се болни луѓе. И после само корона имало. Па само корона има, нема снег. Што се дешава? Па го чистиме пред да падне бе 16. Нели да правиме се тендер 100 милиони евра за сол дадовме, така е. Таа солта ја зиеме, джиткаме у вазок, устаривам пред да падне го чистиме, сегаш и затоа нема снег. Многу јако испадне тен. Од кај па на тебе ти текнало твоја идеја? Не бе шефе, како ми текне мене тоа што ти тебе. Ја у фонд за иновации се дечките, профи се дечките. Знаеш како ми помогна? Многу се интелигентни, многу иновативни се. Не гледаш за друго да дечки, за вакцини бе. Ја имам решение. Ние оваа вакцина ја пробавме да ти кажам право, многу јако испада. Значи све гори, све чисти, многу јако. Од Митко ја земам. Го знаете Митко од Каварци. Тројца со 10 динара како мене, значи топке се вакцинираат. Знаеш како проаѓа? А иначе ако сакаш само онака да се вакцинираш лабаво, 15-20 души да вакцинираме од оваа. Ме сегаш сите по една да се напијат, топе. Башка не ти треба тие последни фрижидери едно друго, кај сакаш да чуваш. Може да почнеме бе шефе, шо викаш, а? Добра, ај ќе разгледаме, ќе видиме, ај беги. Ало портирница, не ми го пуштате овдека овој више да ми доја тука, ми се шета по канцеларија, ме брука тука, го гледа народ. Шеф, извини вака шала на страна, ама стварно немаме стратегија со вакцини бе. Што се дешава бе? Сите имаат вакцини, ние за греота сме бе. Ти гледаш што се дешава со вакцини? Гледате дека све што се вакцинираше све отиде у курац. Па нашата стратегија е последни да земеме вакцини. Ако има за нас има, ако не да сме живи здрави, тоа е. Шеф, извини вака, малце не ми е мене јасно ова. Дај ако сакаш малце пообјасни ми, шити све. Што не ти е јасно бе? Имаме ли проблем со Грција за името? Имаме. Имаме ли проблем со Бугарија за историја, за Гоце, за све тамо за јазиво? Имаме. Така. Имаат ли вакцини и Грција и Бугарија? Има. Све што се вакцинираш отиде ли све у курац? Отиде. Е па сите нека се вакцинира, цел свет нека отиде у курац и само ние ќе останеме на планетава. Што не ти е јасно? Сами ќе останеме овдека. После ќе ти спорили некој јазик, ќе ти спорили некој име, ќе ти спорили некој историја, Гоце Горан Пандев, ќе ти спорили некој? Тебе те прашувам, ќе спорили? Па не знам бе шефе, не те разбирам бе шефе, не те разбирам. Па ке нема кој да спори, све ќе отиде у курац, само ние ќе останеме на планетава бе, ало, кој ќе ти спори кога ќе бидеш само ти овдека? Со еден удар решен, проблем за име, проблем за историја, јазик, идентитет, Гоце Делчев, Горан Пандев, башка решено, проблем со иселување, викаат иселувале луѓе, отиделе по немачки, по немачки, после ќе нема ни немачка, ни немачка, се ќе биде Македонија. Кај ќе се иселуе? Кај ќе иде на Марс ли ќе иде? Па не ќе иде на Марс. Мислете бе малце бе со тоа главите бе, само плата зимате бе, све ли ја да мислам бе, све ли мене да ми текнуе бе. Шо доаѓате овдека бе, само ја решам кризи овде. Ајде гитла искачате, решивме овдека и вакцини, све решивме, ај гитла. Све ненормално бе, све отиде на укурац, еј. Светле, дај бе јави се по телевизија дека пуштат вафта снег на метео, кажи им тамо. Ајде деца да ги извадиме по бесне јадување, да ги... Имате еден муабет што викаат, ако имаш голем нос, значи имаш голем курикулум. Така да се изразам. Ако е така, тоа што ти заставиш да правиш муабет со некоја женска, две работи ќе ги пречат на хоризонтално ниво. А таа треба да застани како на пенџере, за разговорот да течи нормално. Кај бе Светлова? Таа треба да застани како на пенџере за разговорот да течи нормално. А ти треба да се пазиш од влага и од промаја. Затоа што и двете огромни нешта течат во влажни услови. Па
Понекогаш ќе ти е и се едно, како и да се завртиш со такви две огромни нешта, поза 69 ти е иста. Толку се слични, а сепак толку различни. Шо и да направиш со својот курикулум? Без разлика колку и да е безобразно, секогаш го папат носот. Брат, се смував со женска на еден другар и сега е трудна малце. Ти имам речено, а не си го пикаш носот сегде. Еден од најголемите проблеми со изгледот кај мажите е келавење. Се будиш една завајле, гледаш, се појавило едно огромно М на глава. Си викаш М, а? Малку келја. После некое време се будиш, гледаш, се појавило едно С на глава. Си викаш С средно келја. Тоа е то. Така, тоа е то. После месец дена се будиш си викаш, леле, која буква ќе учиме денеска? Гледаш, то С се проширило и се појавило едно О позади. Си викаш С, сосема дојде крај на фризурите. И многу е заебано, почват сите навики да ти се менува. Прво и прво, не знаеш до кај да си го миеш лицето. Сите пари што си ги давал за шампон, сега за кремој ќе ги даваш. Ќе го фрлиш фенот, ќе си купиш еленска кожа. Ако те удри некој потил, ќе мислиш дека почело те мава. Позитивна околност е што перверите се истренирани луѓе и секогаш се внимателни со келјави типови. Избегават цело време да те прашат што фризура сакаш. Влегнеш натре, добар ден, повелете, кафенце може? Не, се брзам. Интер што направи? Не знам, не пратам фудбал побрзо и жиче ми да бегам. Добро. Кој ќе ја правим? И почвиш, од овде пушти, ваму скрати, овде ќе додеш, ма вака на кај шишкиве, ко да решаваш ребус. Целта ти е да покриеш шо поголема површина со 3 влакна. Не знам зошто ние машкиве секогаш се правдаме кога ти ќе лавим. Але тоа е нормално, море ме сваќаш. Тоа е затоа што имам многу тестостерон, брат. Жити се најмило. Нели од тоа треба да растат влакна место да паѓе. Гарант орангутанин е в джунгла, што прцет по 10 мајмунки дневно немет ич тестостерон во нив. Заш јас келјав мајмун немам видено.